Добре, криптоентузијасти, денеска ќе го обработиме видеото за BNB. Во оваа ситуација нормално тоа е апдейт на блокчейнот и коинот BNB, кој што е нормално матично на Binance менувачницата. Гледате дека не обрнуваме внимание на централизирани менувачници, посебно не на нивните коини, но во оваа ситуација дефинитивно е посебна приказна, кога станува збор за најголемата и кога станува збор за екстремно користен блокчейн на кој што се наоѓа овој коин. Така да тоа е во однос на денешното видео. Само на кратко во однос на распоредот на оваа недела. Значи ова е нормално првото видео за оваа недела, распоредот за оваа недела е веќе направен. Очекувајте среда во текот на утрешниот ден. Прво ќе имаме состанок со CryptoHub Малта во однос на како ќе изгледа конференцијата во Македонија, затоа што сите сакаат да ни бидат гости, така да ќе ве информираме кој ќе биде заклучокот од овој состанок. А потоа во 8 часот очекувајте на нашиот канал да имаме посебен лайвстрим во живо од CryptoHub Малта, каде што нормално ќе погледнете како изгледа оваа направа, така наречена seed signer, која што е направена од еден од директорите на CryptoHub Малта. Ова ќе биде прва презентација, така да на нашиот канал ова ќе биде прво покажување на овој посебен тип на направа. Верувам дека ќе ви се допадне. Во четврток неделен лайвстрим, техничка анализа, овој пат средината на неделата, со цел да видиме каков ќе биде ефектот од потенцијалните утрешни напади на Мурика врз Иран, кои што ги очекуваме според најавата на Орангутанус педофилиус, така да затоа го поместивме лов на дно да биде практично во четврток. Сабота ќе имаме многу битен лайвстрим, ќе разговараме за потенцијални Black Swan сценарија од оваа војна, значи што потенцијално очекуваме да се случи и кои се потенцијално негативните очекувања кои што ги имаме од оваа војна. И недела останува да го обработиме Midnight, односно тоа е токенот на Cardano кој што се занимава со privacy. Така да дефинитивно треба да го обработиме, затоа што ќе имаме и ние одредена количина на Night според снапшотот кој што се правеше на Cardano пред околу половина година. Веројатно ќе ви се допадне. Ова е исто така од истиот начин на истражување како што тоа е направено денеска за BNB. И за оние кои што потенцијално не знаат како ги правиме анализите на коини, односно токени, овој пат се задржува малку повеќе на апдејти, затоа што имаме обработено огромна датотека на коини досега. Значи, скоро 118, односно 119 коини и токени веќе имаме обработено на македонски јазик, со оваа наша, би рекол, домашна анализа, со тоа што веќе почнуваме да ги обработуваме повторно, како што ветивме, во текот на bear маркетот ќе направиме апдејти за најбитните коини во крипто секторот, почнувајќи од најголемите па движејќи се надолу. Веќе направивме апдејт за Ethereum, Chainlink, Cardano, а денеска го правиме четвртиот од овие 118 коини, тоа е BNB. И нормално гледате дека постојано обработуваме нови, како што тоа ќе биде состојбата со Midnight коинот кој што следи за оваа недела во недела. Дополнително да се потсетиме дека има и други коини кои што наскоро ќе треба да ги обработиме. Односно, според вашите барања, како што веќе кажавме, ова е начинот на кој што ги добиваме идеите за тоа кои следни коини треба да се обработуваат. Како што гледате, значи во вакви постови на Facebook, бараме од вас да ни кажете кои се коините кои што би сакале да ги видите обработени на нашиот канал, а вие ни давате предлог за тоа кои коини да ги обработуваме, иако во долго период не сме направиле нов пост како што е овој. Причината е поради тоа што имаме доста коини кои што треба допрва да бидат обработени, кои што ги одбравме од вашите предлози. Како што кажеме, Midnight е следниот во недела, потоа следуваат Flare, Conflux, Telcoin, Trust Wallet, TWT и Centrifuge. Така да се уште имаме практично 6 коини кои што треба да бидат обработени пред да направиме нов ваков блок. А нормално кога ќе го направиме, најчесто го правиме за Altcoin недела и ги обработуваме во тек на една недела 4 до 5 коини, односно токени. Сите досега обработени може да ги најдете на нашиот канал во плейлистата анализа на коини токени. Може да погледнете, значи веќе има 118, 119, скоро 120 коини и токени обработени на македонски јазик. Како е направено? Направено е со посебна анализа која што ние ја развивме и се уште ја развиваме заедно со вас, додаваме одредени елементи кои што претходно не сме ги имале. Значи тоа се овие 6 точки кои што ги обработуваме, прашања за се што треба да знаете за овој коин, односно токен. На тој начин ќе имате една целосна слика за тоа што представува овој проект и нормално која е неговата вредност, а натаму нормално вие дополнително може да ја надградите оваа анализа или пак да одлучите дали би сакале да инвестирате или не во овој коин, односно токен. Па така и нормално почнуваме со основните прашања.
секогаш го одговараме првото прашање, а потоа нормално секогаш е најразлично затоа што имаме најразлични проекти. Првото прашање е апликација и практична примена на коинот, зашто истиот се користи. Прво, во однос дали има други проекти кои што му се конкуренција, да, постојат затоа што Binance, односно BNB, коинот започна како ERC20 токен, зашто ќе разговараме малку подоцна, но сега моментално представува Layer 1 тип на блокчейн. Тоа е практично блокчейн врз кој што се градат други проекти, односно своевидни токени. Па така и во оваа ситуација моментално се наоѓа на апсолутниот врв, значи ако го извадиме биткоин кој што иако е Layer 1 нема некоја голема програмабилност и нормално дека нема голем екосистем, првите како што може да забележите се Ethereum, XRP, Binance и би рекол дека би го ставил и Solana како најголеми екосистеми кои што моментално имаат нормално своји апликации и нормално смарт контракт компатибилни блокчейни. Во истата ситуација гледаме дека повторно спаѓа Binance со екстремно голем маркет кап. Односно тоа е една битна работа која што мораме да напоменеме. Маркет капот на Binance е 82 милиарди долари, што значи дека ова е еден од ретките коини, како што можеме да забележиме. Моментално постојат само неколку коини кои што ги нарекуваме големи проекти, со исклучок на стейбл коините. Ова се тие коини, значи почнувајќи од би рекол Cardano, кој што е на самата граница, па нагоре Tron, Solana, Binance, XRP, Ethereum и Bitcoin, кои што има над 10 милиарди, кои што представуваат големи блокчейн, односно крипто проекти. Колку е поголем маркет капот, нормално толку е помала и шансата за голем профит, па така и овде, значи станува збор за екстремно голем маркет кап и нормално дека не можеме од овој кој ние дочекуваме, не знам, 30x, значи тоа е незамисливо и невозможно, па затоа и мораме да напоменеме дека ова е еден од ретките коини кој што е голем крипто проект. Тоа не го менува фактот дека веруваме во неговата иднина и тоа денеска ќе го разговараме, иако го немаме во нашето портфолио, дефинитивно ќе размислиме за следниот циклус, сега ќе кажеме и зошто. Дали има апликација од реалниот свет кој што може да го заменат? Не, затоа што станува збор за исклучиво блокчейн технологија која што може да биде Layer 1 и може да биде смарт контракт компатибилна. Автоматски тоа ги исклучува сите останати типови на софтвер, компании и така натаму, што значи дека ефективно само блокчейн практично компании и проекти може да му бидат конкуренција, како што видовме, тоа веќе се нормално Ethereum, Solana, XRP, Cardano и така натаму. Иако овдека би рекол доста е променливо во однос на секој bull маркет е различно за тоа кој се наоѓа на кое место, но Binance уште од самиот почеток би рекол дека дефинитивно е во топ 10 во поголемиот дел од неговото постоење, што зборува за тоа дека навистина се користи како блокчейн и коин. Сега иницијално во однос на неговото постоење, прво би почнале конкретно со токеномија, ќе разговараме за тоа нели како истиот направен, од каде потекнува, што се случува моментално во овој проект. Односно, секогаш прво објаснуваме за каков тип на блокчейн станува збор. Како што можеме да видиме, значи истиот е долго време на пазарот. Погледнете, значи иницијално уште во 2017 година овој блокчейн се појавува со свој ICO, каде што гледаме голема количина на BNB токени распределени на тогашните инвеститори, значи ова се 20-30 милиони BNB токени. Сега да видим уште да има 10 овдека, значи тоа се ефективно 60, ако што знам, вкупно 100, да, еве ги овдека 100, значи ако не сажам цена се околу 100 милиони токени се практично дадени во времето на ICO периодот на Binance. Гледаме солидни количини на пари, значи 10 милиони, овдека имавме 15 милиони, Angel Round овдека, како што можеме да забележиме, не пишува, но како и да е, станува збор за сериозни би рекол количини на капитал кои што се собрани за време на ICO. Да видиме секоја капитал на попознатите имиња кога станува збор за крипто, како би рекол нели. Сега овдека немаме некоја посебна би рекол позната фаца, но како и да е, значи дефинитивно моментално Binance представува најголемиот ентитет во крипто секторот, сакале или не, тоа е реалноста и на глобално ниво. Сега блокчейнот самиот по себе, како што кажавме, започна како ERC20 токен на Ethereum, како што може да забележите овдека, а потоа истиот се трансформираше, односно направи свој блокчейн, кој што представува, тоа е BNB Smart Chain, така наречен, односно Proof of Stake Authority,
пак генерално станува proof of stake, да бидеме реални. Е доста централизиран, тоа е еден момент кој што мораме да го забележиме. Има вкупно 55, кои што само 32 валидатори се активни. Колку помала количина на валидатори, толку помал нормално, толку поголема е така речено оној single point of failure, значи колку помалку валидатори, толку полесно може одреден блокчейн да биде нападнат, а од друга страна и самите валидатори може да се договорат, нели, да едноставно почнат да минтаат токени или така натаму. Многу е потешко ако тоа треба да направите на 3000 валидатори нормално. Сега уште една причина има зашто има толку малку валидатори е колку треба да имате токени и колку тоа кошта, ќе го покажеме малку подоцна, но пак ќе напоменам самиот фактор дека станува збор за 32 активни валидатори го прави доста централизиран овој блокчейн, иако нели самиот proof of stake дозволува да биде крајно децентрализиран тип на блокчейн, тоа го покажаме во нормално примерот со Cardano. А дополнително ќе видиме и големината на коините кои што ги поседува Binance е доста алармантна, но тоа ќе го оставиме за подоцна. Сега ќе поразговараме нели генерално за самиот блокчейн. Битната работа за самиот блокчейн, покрај тоа што видовме дека е delegated proof of stake тип на блокчейн, каде што имаме 30 нели активни валидатори кои што може да правите стейк на вашите BNB токени и да добивате награди, а истите го валидираат секој блок, односно сите транзакции на Binance. Во исто време истиот е EVM compatible, значи тоа е со намера направено. Значи на Binance може да имате било каков тип на апликација или токен кој што е креиран на Ethereum, тоа е она Ethereum Virtual Machine компатибилност и постои моментално мост во кој што вие во било кое време може да префрлате се, без разлика дали е тоа капитал или пак се некаков тип на апликации, функционалност и така натаму од едниот на другиот блокчейн, што е доста паметно би рекол, затоа што Ethereum е најголемиот екосистем, сакале или не, тоа е реалноста, и затоа би рекол дека ова е крајно позитивно и паметно од страна на Binance. Сега, дека има екосистем, можеме да забележиме дека има, ќе провериме после тоа и на децентрализирани алатки, дека навистина има голема активност. Погледнете, ние зборуваме за огромна количина, погледнете, 6 и 7 страни на децентрализирани апликации кои што моментално се наоѓаат на Binance, 12,3 милиони ова се трансакции, а активни юзери 2,6 милиони. Тоа ќе го потврдиме и подоцна на децентрализираните алатки кои што ги користиме за оваа намена. Тоа покажува дека има огромен usage овој Layer 1. Пак ќе напоменам, поентата на Layer 1 е токму тоа, да има огромна количина на корисници, апликации кои што го користат, нормално како и не плаќате фи, така практично и корисноста на овој блокчейн расте. Сега реално правиме мене ако ме прашувате најбитната работа на Binance и понатаму останува launch pool-от и самата Binance како менувачница. Односно на крајот од денот тоа е главниот джокер кој што овој Layer 1 го има, значи најголемата менувачница, најголемиот обем на пари и понатаму се наоѓаат на Binance. Иако не сите коини кои што играат овдека се лансирани на Binance блокчейнот, голем дел од нив се, што ви кажува тоа, ви кажува дека доколку сакате да лансирате некој проект и сакате да лансирате на Binance, ќе добиете и голема поддршка од самиот Binance како менувачница, а во исто време, многу паметно направено од нивна страна, сите оние кои што сакаат да лансираат било каков тип на проект преку Binance, со ваков тип на airdrop, значи добиваат практично посебен третман затоа што во исто време сите оние кои што ќе ги заклучат своите BNB или FDUSD, тоа е вториот стейблкоин кој што моментално Binance го има за неговата платформа. Претходно беше BUSD, па беше тужен од страна на SEC, па мораа да извадат ликвидноста, така речено, од овој стейблкоин направен на Paxos, сега имаат нов, така наречен FDUSD. Така да овие два коини кои што моментално функционираат на Binance блокчейнот, ги ставате на Binance во стейк, а при тоа добивате дел од овие токени кои што моментално се лансираат во одреден период, така наречен launch pool. Сега, зошто е толку интересно? Затоа што на овој начин самиот Binance BNB chain ја зголемува количината на BNB во стейк, што значи дека има уште поголема количина на токени кои што се заклучени, значи колку помала количина на токени се активни на пазарот, толку нормално поголема и цената на овој коин, а во исто време значи и добивате награди во вредност на овие коини, односно токени кои што се лансираат на Binance менувачницата, што е доста паметно како механизам направено, морам да признаам. А во исто време да се потсетиме дека не е само тоа што можете вие да лансирате коин, односно токен на Binance, дури да е на друг блокчейн, дополнително, доколку сакате да го развиете и да го лансирате на Binance блокчейнот, значи имате огромен сапорт. Погледнете го. Ова е
посебна страна за поддршка, значи може многу лесно да најдете bmbchain.org/programs. Значи ова се програмите кои што може да ги искористите за да лансирате одреден проект. Иако нормално за овие програми треба да се гласа за да ви се даде одреден грант, односно количина на коини или пак за да ви биде дозволено да бидете дел од оваа програма. Зошто се толку битни? Затоа што на крајот од денот ова се програми кои што се поврзани со најголемата менувачница во светот. Значи и Launchpool и овие програми што ги гледате овдека, покрај тоа што се позитивни за самиот екосистем, со оглед на фактот дека бараат да стейкате BNB, дополнително се позитивни затоа што лансирањето на коин, односно токен на најголемата менувачница во светот, нормално си носи своји позитивни страни и знаеме дека апсолутно секој проект, една од главните работи е што? Да биде лансиран на Binance и на Coinbase. Тоа се двете најголеми менувачници кои што ви носат и најголем обем на размена, така речено, нели, активност на вашиот блокчейн, што е посакувано за секој проект, за секој блокчейн. Сега, кога станува збор за валидатори, како што кажаме, значи Binance е Proof of Stake, Delegated Proof of Stake тип на блокчейн. Значи, ова е, така речено, прилачен го за тоа како може да направите валидатор на Binance, како што видов, нема ограничување дека треба да бидат само 30, верувам дека ограничувањето потекнува од овој момент. Значи, како што можеме да забележиме, нема некоја голема количина на нешто прескапо да ви е потребно во однос на техника, за да може да лансирате ваш валидатор нод. Скапиот дел доаѓа затоа што станува збор за валидатор нод на Proof of Stake тип на блокчейн, дека треба да имате и ваша количина на коини кои што треба да ги заклучите за да може да имате свој нод. Каде е проблемот? Се бараат 1000 BNB коини за да може да лансирате нод. Моментално, во цената во bear market, за да може да лансирате нод, овие 1000 BNB коини ќе ве коштаат $606,000. Па ќе кажам, ова е цена во bear market. Што значи дека навистина е голема цената која што ви е потребна за да може да имате нод. Затоа и верувам дека тоа е најголемиот проблем зашто имаме толку мала количина на нодови, како што видовме, имаме активни само 33 нодови. Тоа е еден од послабите ствари, 32 нодови на самиот Binance. Кога станува збор за стейкинг, значи многу лесно bmbchain.org, ево го BNB стейкинг, многу лесно може да го најдете. Ова се така речено нодовите кои што се активни, за кои што зборувавме, тоа се 33 нодови кои што моментално функционираат, гледате. 53, од кои околу 33 се активни, ево гледаме дека потенцијално дури и повеќе. Очигледно малку е застарена информацијата која што добивме од самиот AI. Значи, како што можеме да забележиме и повеќе од 30 има, но генерално повторно се вкупно 53. Сега, идејата која е дека вие практично може да направите делегат на било кој од овие нодови и да добиете награда. Ова се новчаниците кои што може да ги користите и битниот дел е дека наградата е 0,42% на годишно ниво, што значи дека стейкот е мал, но зборуваме за еден од би рекол сериозните блокчейни во практично целиот екосистем на криптовалути. 25 милиони BNB токени моментално се ставени по стейк. Само да видам точно која беше таа количина, овдека ни беше запишана. Значи, тоа е голем дел од моменталната количина. Само секунда да видам каде беше информацијата која што имавме за тоа зачуване. Еве. Значи, околу 20% скоро од вкупната количина на Binance токените на BNB се моментално во стейк, што е, би рекол, доста солидно, затоа што тоа е 20% од коините кои што моментално се извадени надвор од циркулација и се заклучени во стейк. Дополнително да се подсетиме дека има и огромна количина на коини кои што се изгорени, но за тоа малку подоцна кога ќе се вратиме повторно на токеномија. Значи, тоа е во однос на стейкинг, гледаме дека има доста голем интерес и гледаме дека има доста голема количина на коини кои што се ставени по стейк. Следна битна работа која што треба да спомнеме е дека нормално како и секој proof of stake, паметно од нивна страна е да развие DAO, нормално, каде што членовите на овој блокчейн ќе може да одлучуваат нормално за како понатаму ќе се развива самиот блокчейн. Односно, ова е страната за DAO, snapshot.org/bnbchain.dao. Може многу лесно да најдете, само напишете BNB Chain DAO и ќе го најдете како посебна апликација на Snapshot, каде што еве како изгледаат новчаниците кои што ви се потребни, за да можете да практично ги користите вашите BNB токени за да гласате за овие предлози. Вака изгледаат моментално активните предлози
кои што ги има за да може да гласате. Така да ова е официјалниот DAO на BNB. Верувале или не, за проектов ние не успеавме да најдеме вести. Значи ја барав, никакви нови вести нема. Сега знаете како, кога станува збор за ваков тип на блокчейн, реално и вести многу не ви требаат, со оглед на фактот дека Binance е така речено собственикот на овој блокчейн. Се додека Binance рока, гледаме дека и понатаму е без конкуренција најголема менувачица во светот, застапена апсолутно сегде. Значи гледаме дека и понатаму нормално дека овој блокчейн нема зима. Дополнително да се подсетиме дека Binance само што го промени своето седиште во Дубај, тоа е едно од вестите кои што успеавме да ги најдеме, и дека мемоарот на CZ, тоа е нормално креаторот на Binance, кој што сега веќе не е CEO, но во исто време е практично дел од собствениците на Binance, испадна пред само неколку дена, и ако сакате може да ја најдете, се нарекува Freedom of Money. Кога станува збор за техничка анализа на овој коин, ова е еден од ретките коини кои што имаше свој bull market, како што можеме да забележиме, претходниот all-time high во 2021 година беше $760, во текот на 2025 достигна $1410. Зошто е толку битно? Затоа што за разлика од останатите, Binance и понатаму беше активна менувачница. Нема врска дали е bull или bear, менувачниците функционираат без разлика на се, посебно кога Binance има и огромна програма за дериватив трейдинг, односно трейдање на longs и shorts, така речено користење leverage. Така да, значи пак ќе кажам за Binance нема зима, така и за самиот Binance chain. И можеме да забележиме дека моментално цената се наоѓа на претходниот all-time high, кој што го направивме преку овие два врвови, со тоа што ова беше практично достигнување на втората мета од претходната корекција на FIB нагоре. Она што можеме да го забележиме моментално е дека од дното веќе се наоѓаме во солидна корекција надолу. Погледнете, се наоѓаме на 61,8 на Golden Ratio, кој што ни е нормално на претходните два врвови. И ја верувам дека ќе продолжиме и понатаму надолу, затоа што и понатаму не е завршен bear маркетот за биткоин, така да потенцијално очекуваме дека некоја подобрите цени кои што би ги очекувале за Binance е првата околу $500, кога ќе стигне до 200 месечната средна вредност. 50 месечната средна вредност, а втората е негде помеѓу 78,6 FIB од претходната корекција и долната граница на Bollinger Bandот, која што се наоѓа негде околу $420 до $440. Значи тоа се на некој начин потенцијалните мети доколку имаме уште поголем пад надолу, а гледаме дека моментално ескалациите во светот тоа дефинитивно може да го возможат. Така да ако имаме уште една корекција на биткоин, тоа е она што го очекуваме за неговиот RSI да стигне до некоја долна граница близко до 31, иако до сега тоа не се случило, значи со уште едно движење надолу на Binance дефинитивно можеме тоа да го погледнеме, но пак ќе кажам че ова е доколку имаме придвижување на биткоин надолу, доколку немаме, потенцијално можеби и ова ќе биде крај на bear маркетот за BNB, се зависи од тоа како ќе се движи биткоин и се зависи од тоа како ќе се движат ескалациите во светот, така да тоа мораме да го проследиме. Сега ќе се вратиме повторно на токеномија, зашто имаме најбитни работи кои што мораме да ги разговараме околу овој дел. Значи, една работа која што мораме да забележиме е дека од вкупните 200 милиони коини кои што се во максимална состојба на овој блокчейн, 136 моментално се во циркулација. Сега каде овде ке интересува дел? Погледнете. Total supply е 136, а max supply е 200 милиони. Зошто е толку битно? Затоа што ние имаме голема количина од овие коини кои што веќе се изгорени. За разлика од другите блокчейни, како Ethereum, така нормално во оваа ситуација Binance, така и Cardano, имаат посебни механизми кои што се обидуваат да ја намалат инфлацијата на овие коини, што е екстремно паметно. Односно, имаат така наречена auto burn опција, која што вели ги така речено гори дел од Binance токените при секоја направена трансакција. Значи, многу интересен механизам кој што ние го следиме долго време, истиот веќе со години функционира наназад и еве го моменталниот резултат. Вели, до сега се изгорени 1/3 од вкупната количина на коини кои што ќе постојат од BNB. Нема веќе нови коини, значи не се минтаат нови коини, они коини кои што веќе се постојат. Погледнете, имаме 65,6 милиони коини кои што се изгорени. Ова е од почетокот, откако постои овој механизам, тоа е веќе неколку години наназад, и тоа ни покажува дека се повеќе и повеќе ја намалува количината на токени на пазарот,
Со оглед на фактот дека немаме нови коини кои што моментално доаѓаат, автоматски ја зголемува вредноста на веќе постоечките коини, па затоа и е оправдана оваа цена од $606 по коин до неверојатни 1200-1400 кои што ги постигнавме во текот на овој бул маркет. Јас се сеќавам во 2018 година, 2019 првиот и би рекол следниот бул маркет 2020-2021, кога овој коин беше некаде околу $5. Значи тоа го гледавме, го следевме, само што пак ќе напоменам и понатаму не сме големи љубители на централизирани менувачници, ќе објасниме зошто малку во следниот дел. И како што може да забележиме, значи еве погледнете, од 2017 година официјално почнува овој брн механизам и сега е веќе стигнат до 136 милиони коини кои што се преостанати, значи дека 1/3 од коините е изгорена. Автоматски тоа прави на вистина да имаме многу голема вредност на преостанатите коини, но она што мене ме плаши е фактот дека ако се сеќавате во иницијалните практично рунди на ICO се доделени 100 милиони токени. Тоа е половина од вкупната количина на BNB на пазарот. Сега ако ќе погледнеме на крајот во однос на децентрализација, ќе видиме дека голем дел од овие луѓе кои што биле дел од ICO веќе ги немаат тие токени. Еве ќе погледнеме веднаш за да не заборавиме до покасно. Значи еве како изгледа децентрализацијата на Binance кога ќе ги погледнеме првите 100 најголеми новчаници. Можеме да забележиме дека 82,07% вкупната количина на коини, оние преостанати 136 милиони, се во рацете на топ 100 ходлери. Сега, еве го моментот што можеме да видиме дека 49, скоро половина од вкупната количина на преостанати токени се наоѓа во рацете на Binance. Значи дека Binance има најголема количина од овие токени што е очекувано и можеме да забележиме дека има некои, да речем, проблематични новчаници како овој 9,9, 5,6, 4,2, кои што потенцијално може да направат дамп. Но најголемиот и понатаму останува Binance, така да станува збор за екстремно голема централизација, односно погледнете. Значи, founding team, тоа се оние 40% кои што веќе им биле додадени на самиот почеток, а сега веќе гледаме дека порастале на 50%. Нормално порастале на 50% со текот на овој брн кој што се прави. Како што гледам јас до сега нема пролажба од страна на, да речем, собствениците и иницијалниот тим кој што го лансирал Binance, што и нормално прави овие количина на коини кои што ги поседуваат да бидат 1/2 од вкупната количина на коини на пазарот, што е доста алармантно, што значи дека ако тимот на Binance одлучи да продаде се, апсолутно никој не може да го запре, така речено, колапсот на овој коин. Значи, мене ако ме прашувате, ова е доста страшно, затоа што станува збор за коини кои што се во собственост на иницијалните, би рекол, собственици на Binance, но гледаме дека сите се на еден wallet. Ако го направат тоа, нормално ќе предизвикаат крај на овој коин, така да не гледам зашто би го направиле, но пак ќе кажам, ова е доста централизиран момент. Значи тоа ни покажува дека станува збор за централизиран момент, значи 50% вкупната количина на коини е во рацете на тимот и гледаме дека има само 34, тоест малку повеќе од 30 валидатори, значи доста централизиран тип на блокчейн. Сега, позитивни работи кога станува збор за фундаментална анализа е фактот дека за BNB веќе има аплицирано, тоа е во оваа ситуација Grayscale, оваа година на 24 јануари за спот ETF. Верувам дека ќе го добие, станува збор за најголемата менувачница. Значи, со оглед на фактот дека Сизи доби помилување од Трамп, сигурно ќе добие и спот ETF за Binance. Очекуваме потенцијално тоа да се случи слично како Cardano во текот на оваа година и нормално да биде подготвен за следниот bull market. Значи, за сега нема, но според оно што го гледаме, се повеќе и повеќе од овие големи проекти дефинитивно ќе добијат свој спот ETF, а тоа е нормално вратата за инвеститори во следниот циклус. Следната битна работа, која што многу ретко ја има некој од коините, е DATS. Значи, можеме да забележиме дека за разлика од другите коини, Binance е еден од ретките коини кои што имаат компании кои што имаат така наречено трежери, односно тоа е систем на, би рекол, собственост, каде што овие компании одлучуваат директно да инвестираат во криптовалути. И можеме да забележиме дека станува збор за две поголеми компании, меѓу кои првата има неверојатни $438 милиони вреден BNB, а втората има $91 милион вреден BNB. Со оглед на фактот дека гледаме дека не продаваат во последните 30 дена нема никаква активност, тоа ни покажува дека очигледно се сериозни за овие големи суми на средства кои што ги чуваат во BNB токени, да ги чуваат очигледно и за следниот циклус.
Значи кога гледаме дека има компании кои што акумулираат директно BNB, тоа уште повеќе ви дава на некој начин па би рекол релативна сигурност дека овој блокчейн дефинитивно ќе биде еден од поголемите и ќе продолжи да постои. Уште една многу битна работа која што мораме да напоменеме, како што веќе кажавме, е една од најбитните категории кои што доаѓа во светската финансиска сфера, а тоа е нормално токенизација на капитал. BNB Chain е еден од најголемите блокчейни кога станува збор за токенизација. Вкупната количина на токенизирани средства, ако не ги земеме во превид стейблкоините, е 3,5 милиарди долари, што е стварно голема, како што можеме да забележиме, маса на капитал. 30% се зголемила оваа количина на токенизирани дигитални капитални добра во последните 30 дена. И тоа зборуваме за најразличен тип на капитални добра. Погледнете, па ќе речеме, ако ги земеме стейблкоините, имаме 3,2 милиарди во обврзници на Америка, 221 милион во акции и ако продолжиме понатаму, кредит 49 милиони, комодити со ова се ресурси 38 милиони, станува збор за злато. И сега овде имаме уште некои помалку битни, да речем, ставки, но идејата е дека навистина имаме, како што може да забележиме, различен тип на капитал кој што е токенизиран на Binance. Дополнително можеме да видиме сериозни играчи, односно Securitize, кој што е, знаете и сами, компанија на BlackRock, кој што занимава со токенизација, значи тоа е сериозен играч. Ondo, кој што е најголемиот токенизатор моментално како на акции, така и на обврзници на Америка, пак би рекол еден од топ играчите. Потоа овдека е Franklin Templeton, кој што е заедно со BlackRock топ 5, така речено, корпорации по Assets Under Management, значи имаме сериозни играчи кои што моментално се наоѓаат на овој блокчейн. Овдека нормално треба да исполнеме Vanek, Alphabet, кој што уствари Google, Nvidia, Tesla, тоа се акциите кои што се токенизирани, Circle како втората најголема компанија за токенизирање на стейблкоини со својот USDC. Дополнително на самиот блокчейн, како што веќе кажаме, претходно имаше огромна количина на токенизиран стейблкоин, кој што иницијално беше на Ethereum. Тоа беше BUSD, кој што беше со неверојатни 23 милиарди маркет кап, кој што нормално после тужбата од страна на Гери Гангстер во 2023 година мораше да биде практично wind down, како што може да забележите, значи го уништи едноставно овој стейблкоин, а навистина беше многу користен, беше вториот по големина стейблкоин во тој период. И сега гледаме дека истите практично најдоа партнер за правење на втор, така наречен First Digital USD, кој што доаѓа, ако не се лажам, повторно од Paxos, не, ова е First Digital Labs, некоја друга компанија, не сум сигурен која е, јас не го користам овој стейблкоин, но можеме да забележиме дека матично на самата Binance, ова е, да речем, коинот кој што они го на некој начин го буткаат, би рекол. Со тоа што можеме да забележиме дека 90 милиони од капиталот на овој коин се наоѓаат на Binance, а 240 на Ethereum. Знаеме дека на крајот од денот Ethereum има многу поголема потреба од ликвидност затоа што има многу поголем екосистем, а Binance е нормално ERC-20 compatible, значи он е практично, нели, Ethereum Virtual Machine compatible, значи и нормално дека поголем дел од капиталот кога станува збор за стейблкоини се наоѓа на Ethereum. Слична ситуација гледаме и у XRP, така да тоа е очекувано, но пак ќе напоменам, станува збор за масивен играч кога станува збор за токенизирање на капитал. Во однос на неговиот DeFi дел, што представува дел од токеномијата, одека ќе преминеме повторно на некои од најбитните информации за неговата токеномија, начинот на кој што функционира. Значи можеме да забележиме дека моментално на самиот CEX, односно на централизираната менувачница Binance, има 148 милиарди долари портфолио. Станува збор за екстремно голема количина на капитал, но повторно ова не е DeFi делот, ова е за луѓето кои што потенцијално ова не го знаат. Значи ова е количината која што има како капитал на менувачницата. Ова не е DeFi делот на Binance, односно BNB блокчейнот. Сега една работа која што сакам да ви ја напоменам е дека јас и понатаму сум екстремно против централизирани менувачници, затоа што на крајот од денот, ако вие депонирате пари на централизирана менувачница, тие пари, односно капитал, без разлика дали е тоа криптовалути, дали е тоа кеш, дали е тоа стейблкоини, тоа не се ваши капитални средства. Се додека ги гледате на монитор, во било кој момент истите може да престанат да постојат. Тоа го видовме со FTX, тоа го видовме со ред други, како Foreros Capital, како Celsius, како бескрајна количина на централизирани ентитети кои што пропаднале поради X причини. Уште еднаш ќе напоменам, главната работа која што треба да не научи крипто, односно блокчейн технологијата е капиталот да го чуваме
во сопствени раце. Односно, ако веќе треба да користиме блокчейн менувачница, секогаш препорачуваме тоа да биде DEX. Знаеме дека е потежок за користење. Ако веќе треба да користите CEX, и нас не се случува често да користиме централизирана менувачница, тоа го правиме на начин што депонираме, менуваме и ги враќаме нашите капитални средства веднаш на Ledger, Elipal, било каков тип на cold wallet кој што поседувате, со цел да бидат безбедни и во ваши раци. Без разлика колку е голема една менувачница, истата во било кој момент може да пропадне. Тоа го видовме прост пример за времето на FTX, каде што многу од луѓето и оние големи инвеститори зборуваа нема шанси, премногу е голема, не може да пропадне, па видовме дека многу лесно може да пропадне кога ги давате вашите средства во раце на луѓе кои што не знаете што прават со овие коини. Да, за разлика од останатите, Binance има Merkle 3 и можете нормално да го следите ова, само на кратко да ви го покажам. Значи, за разлика од многу голем дел од менувачници, Binance, Coinbase, најголемите кракен, има така наречен Merkle 3, каде што ќе може да ги гледате во живо, ова е битен дел кој што верувам дека треба сите да го знаете, во живо количините кои што ги поседува самата менувачница. Само секунда да го најдам за да може да го покажам. Каде што нормално ова е исклучиво битен дел за да може да видите дека преку овој Merkle 3 кој што е развиен од Chainlink како технологија, значи Binance во било кое време може да ви покаже колку голема количина на капитал моментално поседува. Тоа е Proof of Reserves, каде што јасно може во било кое време во живо да следите која е количината на портфолиото на Binance. Тоа е уствари ова што моментално го отвориме, само сакам да ви покажам како може да го најдете, затоа што еве како може да видите што поседуваат и во која количина. Значи ова е екстремно битно за да знаете доколку имате некако, да речем, страф дека нешто се случува конкретно со еден коин. На овој начин може да проверите дали ликвидноста е снемува, дали коините ги имаат и така натаму. Само секунда, потребно му е време очигледно да ги лоадира, но еве како може Значи ова дека може да видите точно во која количина кои коини ги има на неговото портфолио и која е вредноста како што видовме на самиот почеток и овде исто така може да видите во која количина се овие коини кои што ги поседува. Значи тоа е, би рекол, добар момент за да ви покаже дека работат како што треба со овие средства, но пак ќе напоменам, децентрализираните менувачници идејата е да не депонирате ништо, туку да ги заменувате овие работи преку користење на децентрализирана менувачница, но без да ги депонирате. И затоа гледаме дека постепено од 2020 година, кога за прв пат испадна првата, тоа беше нормално Uniswap, веќе стигна до околу 15% вкупната количина на размера на волумен да биде направена на дексови. И јас се надевам дека ова ќе продолжи да расте, затоа што дексовите се вистинската иднина, се додека се фокусираме на централизирани ентитети, тогаш криптосекторот воопште не е подобар од банкарскиот сектор. Без разлика дали вие ги депонирате вашите средства во JP Morgan или во Binance, станува збор за истата глупост, значи за истиот недостаток на овој финансиски систем. Сега, ако станува збор за BNB чейнот, како што може да забележите, не можеме да најдеме никакви информации. Погледнете, че кога ќе ставиме BNB, не ни дава значи, информации за тоа како изгледа ликвидноста на самиот BNB. Значи, на ово што моментално го гледате, нема BNB chain, пробавме се. Единствено ни го дава ова за тоа колку моментално, тоа ќе го провериме после и на Arkham Intelligence, значи е 390 милиони долари, вреден BNB се наоѓа моментално во Treasury Holdings, значи тоа е така речено трежерито на самиот Binance блокчейн, кој што моментално нормално има 645.000 BNB како капитал кој што може да ги користи за развивање на самиот блокчейн. Но не е тоа што го бараме. Нас не интересира дали има екосистем и колку е голем. Да, ние тоа на почетокот го видовме на самиот Binance, како што се сеќавате, овдека ни беше покажано дека имаат голема количина на проекти во однос на екосистемот, така, значи 12,3 милиони трансакции, 2,6 милиони активни юзери, но повторно не можеме да видиме, нели, тоа мораме да го провериме и на децентрализирани независни така речено мерачи, како што е токен терминал, да видиме дали е тоа така. Значи, еве како изгледа вкупната количина на капитал кој што се наоѓа во екосистемот на Binance. 13,8 милиарди долари вреден капитал моментално се наоѓа на Binance и тоа погледнете, ова е многу интересен момент. Ние постојано имаме раст за мислето што 2023 година. Тоа ни покажува дека без разлика дали е bear или bull, тоа што јас го зборував на самиот почеток, централизирана менувачница е секогаш потребна и гледаме дека за време на bear market на Binance екосистемот продолжува да расте, така што е обратно пропорционално од она што го знаеме за bear market.
Дополнително овдека земавме уште некои интересни податоци за самиот Binance Chain. Значи, кога станува збор за нормално самиот екосистем, 13,8 милиарди, споредбено со други апликации во однос тоа колку TVL имаат на самиот екосистем, го става доста високо. Значи, го става негде овде, буквално во топ 3, да речем, апликации или блокчейни кои што имаат ликвидност. Тоа е, погледнете, ова се најголемите апликации нормално на Ethereum, но пак, значи, станува збор за сериозна количина на капитал која што моментално е во екосистемот на Binance. Кога станува збор за брзина, еден од најбрзите, ефективно ова е многу позитивен дел за него. Фого може да го заборавите моментално, зашто апсолутно не знам што е ова. Се појави пред некој месец, никој не зборува за него, но е као наводно еден од најбрзите. Ако го тргнеме Фого, за кој што не знаеме апсолутно ништо, значи Binance од секогаш бил топ 3, односно во оваа ситуација трето место, најбрз блокчейн во сферата на крипто, што става, да речем, доста високо во однос на овој сегмент. Дополнително, овдека може да забележиме активни адреси, 50 милиони активни адреси. Оно што го видовме кај нив беше, само секунда, значи еве како изгледаат активни адреси според нив, 2,6, тоа е на дневно ниво. И ако погледнеме како изгледа на месечно ниво, ова е дефинитивно оправдано, односно видовме 50 милиони активни юзери на месечно ниво, еден од најактивните блокчейни дефинитивно во криптосветот. Нормално ова е, пак ќе напоменам, директно поврзано со самата централизирана менувачница, која што верувам дека и голем дел од овој буст што го дава на самиот Layer 1. Да, истото можеме да забележиме и кога станува збор за fees. Значи, fees моментално на дневно ниво околу 2 до 3 милиони, погледнете. Значи, 2 до 3 милиони во просек fees на дневно ниво, овој блокчейн апсолутно растура. Така да ова се позитивните работи кои што ни покажуваат дека овој блокчейн се додека Binance постои, блокчейнот дефинитивно ќе напредува и тоа го гледаме со сите менувачници. Како растат менувачниците, како напредуваат, како повеќе юзери, така и нивниот блокчейн расте, па и во оваа ситуација верувам дека ќе биде истата ситуација со BNB, затоа и потенцијално може да размислиме за да го ставиме во нашето портфолио. Кога станува збор за активност, можеме да забележиме дека не се премногу активни. Моментално се наоѓа на 80-то место, значи за најбрзиот блокчейн во сферата на крипто, кој што има огромна количина на активни юзери, како што можеме да забележиме, се наоѓа во еден од најактивните, еве чисто за компарација, ќе отвориме како изгледаат останатите, би рекол, активни блокчейни, да видиме како изгледа Binance во однос на најактивните, што нема логика дека нема развој на самиот блокчейн. Тоа сакам да ви го покажам моментално. Погледнете, например, денес Binance е најактивниот проект на дневно ниво, кој што има моментално најголема количина на корисници кои што го користат. А во исто време што можеме да забележиме? Можеме да забележиме дека на 80-то место по комитс, односно количините на скрипти кои што нормално се депонираат за развој на самиот блокчейн, што е, би рекол, доста смешно. Погледнете, че ова е уште еднаш code commits, на втор момент го потврдуваме истото, не само на CryptoMeteus, туку го потврдуваме и на Token Terminal. Погледнете, колку мала количина на commits, односно скрипти кои што се депонираат за надграбва на самиот блокчейн, иако ова не е нормално некој екстремно битно мерило, но само сакам да кажам дека за најактивен блокчейн со еден од најголемите екосистеми, не можам да разберам како има толку мала количина на скрипти за надграбва на истиот. Тоа е, би рекол, доста сомнително. Core Developers, истата ситуација, погледнете. Значи, најмала количина на Core Developers за разлика од останатите блокчейни. Ние имаме блокчейни кои што имаат многу помала активност, кои што има многу помалку юзери, кои што има многу помалку физ, каде што девелоперите растат. Ние овде имаме обратна ситуација во која што девелоперите паѓаат. Значи, ние во последнава недела, еве ќе ставиме на месечно ниво, погледнете, ние имаме ситуација во која што се помалку и помалку девелопери работат на овој блокчейн, што е доста, би рекол, интересно. А додека погледнете сега ова. На Developer Report имаме обратна ситуација во која што гледаме солидна количина на девелопери, значи само да видиме. Total monthly active developeri е 875, од кои full-time developeri кои што постојано работат се, колку рековме, 231. Дали ова само моментално е толку мала количината, не би можел да знам, но со активни девелопери 231 го става на едни од најактивните нормално блокчейни, но пак ќе кажам, погледнете го. Значи, малку е чудно. Би рекол, треба да се позадржиме на тој дел.
Децентрализација, како што кажавме, проблем, значи станува збор за 50% од вкупната количина на преостанати коини во рацете на Binance, што е проблематично. Сакав да го проверам ова, знаете дека второ место каде што бараме информации за децентрализација секогаш е CoinMarketCap, но овдека јас не успеав да најдам информации. Значи, за жал и за BNB, моментално нема информации кога станува збор за негова децентрализација. Единственото место е на CoinCarp, каде што најдовме информации за тоа колку е децентрализиран. За жал, тоа е реалноста. Но пак ќе напоменам, значи на крајот на денот се додека менувачницата е успешна, верувам дека ќе остане и самиот Binance да напредува како блокчейн. Следна интересна работа која што треба да напоменеме е колку BNB токени, како што веќе кажавме, има во трежерито на BNB. Тоа го проверивме во претходниот, гледаме дека овдека се потврдува. Значи негде околу 26 милиони, мада таму беше малку помалку во претходниот каде што погледаме. Сега имаме овдека на Arkham Intelligence 26,3 милиони BNB токени се во рацете на трежери на BNB, што не е лошо и не е некоја голема количина. Од 136, тоа е негде околу, како ќе дое таму, 15% вкупната количина моментално е во BNB блокчейнот, зборуваме како трежери, што е голема количина на капитал која што може да биде искористена за развивање на блокчейнот. Сега ова е моментот што го зборувавме, ако провериме како изгледа портфолиото на Binance во однос на BNB, што ова е директно на самата компанија, моментално можеме да видиме 3,6 милиарди долари вреден BNB во рацете на Binance, што дури не е толку многу во самата менувачница, значи 5,7 милиони BNB токени. Значи и понатаму најголемиот проблем останува не Binance менувачницата, каде што ова е нормално верувам ликвидност на самата менувачница, туку количината на токени кои што поседуваат директно овие собственици, вајде, претпоставам, зашто дека ние не гледаме толку голема количина на BNB токени. И за крај ова вака изгледа моментално експлорерот на Binance, кој што може да користите за само секунда, се обидам да го најдам, требаше да биде овде. Да, ево го најдовме, explorer.bnbchain.org, каде што може да ги проверите сите трансакции на самиот блокчейн. Сега нормално овдека една работа која што дефинитивно промашивме е за тоа на кои менувачници може да го најдете коинот, се малку смешно, со оглед на фактот дека апсолутно сите може да го најдете коинот, нормално, очекувано кога станува збор за BNB. Дали има судски и че тоа е исто една од работите кои што ги одговоривме, дали има судски случаи, директно Binance не. Значи самиот CZ имаше судски случај по кој што беше обвинет, по кој што беше осуден, по кој што доби помилување од Трамп, што значи дека тој случај е затворен. Binance US и понатаму е во судска постапка во Америка, но и понатаму директна врска помеѓу Binance и Binance US не постои. Тоа е засебна компанија која што постои во Америка, но нормално дека фадот ќе се префрли и на Binance и на BNB коинот ако има некакви вести околу тоа. Позитивно е фактот дека моментално Америка се обидува да го реши овој случај позитивно и да продолжи да постои Binance US, така да би рекол дека нема толку голем страф, но активни случаи против BNB како блокчейн не постојат. Така да, кога одговоривме првото во однос на апликација, roadmap, реално, како што гледате и сами, активноста на блокчейн не е нешто премногу добра, повеќе се работи на самиот екосистем. Ја навистина не најдов некои битни вести, ако нешто сте нашли слободно, оставете го коментар да го погледат и останатите гледачи. Bull или bear, нормално сето тоа зависи од биткоин, сега за сега е еден од ретките кои што имаше bull market, сега моментално е во корекција. Фундаментална анализа, поминавме преку вести, партнерства, менувачници партнерства, обратно, сите сакаат да бидат партнери со Binance, не е баш во обратна ситуација. На сите менувачници е доставен, ETF, како што кажавме, доаѓа наскоро, постои DAT, поврзано судски случаи спомнавме, се околу блокчейн исто така, децентрализираност спомнавме. Се надам дека ви се допаѓа нашата работа, како и секогаш, биве замолил доколку ви се допаѓа да не поддржите и станете дел од нашата Patreon заедница. Моментално на Patreon заедницата и е дозволено да ги користите нашиот блог и веб страна, а од 15 април ќе може сите да користите истата, така да привилегии има доста за нашата Patreon заедница. Оваа мала финансиска помош која што ни ја давате за нашиот канал да продолжи да расте, ја оправдуваме со тоа што имате пристап до нашите чатови, каде што може директно да разговарате со нас помеѓу себе, да размените идеи, да споделите вести и ваши анализи. Дополнително имате директни пораки до нас, кои што ги одговараме еднаш дневно. Исто така, еднаш месечно имаме лайвстрим,
кој што е наменет за целата наша заедница да може да не праша се што ја интересира, одговараме на сите ваши прашања и сите офлайн видеа како што е моментално. Ова прво се доставени до нашата Patreon заедница, така да исто е доставено еден ден порано, а потоа и на сите наши канали може да погледнете целата наша заедница. И дополнително, доколку го сакате, можете да го реализирате вашето членство на Patreon и на годишно ниво, со тоа што само треба да ни пишете на cryptokimidja@gmail.com во која блокчейн валута ви одговара. Ова се моменталните суми на кои што може да добиете годишно членство с 30% попуст за разлика од плаќањето на Patreon. И нормално ќе ви пратиме линк на истата таа адреса од која што сте ни пишале, за да може да активирате годишно членство на Patreon. Благодариме на сите оние кои што се веќе дел од Patreon и кои што ни помагаат во нашата работа и се надеваме дека се повеќе македонци ќе се приклучат кон оваа едукација. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Кимиџја. Listen up, classes in session tonight. Crypto Kimidja here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true, not just speculation. Knowledge carries you through. Crypto Kimidja teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Kimidja setting knowledge free. Crypto Kimidja teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Kimidja setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Kimidja keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seas, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Kimidja, your educational guide.